Второ, добро утро до нашите гледачи, до сите колеги во студиото. Верувам дека и оваа тема пред самиот крај на нашата утринска емисија ќе биде интересна за нашите гледачи. Станува збор за тема од областа на културата. Во ова вклучување на лице место ќе го најавиме концертот кој што ќе се одржи на 27 овој месец од страна на ансамблот Танец. Станува збор за концерт кој што е насловен Чекори што не снуваат, во чест на кореографот и игрорецот Симеон Чулев, кој што почина неодамна. Многу повеќе за овој концерт во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, директорката Весна Митевска. Добро утро и драго ми е што имаме можност да разговараме за овој концерт во нашата емисија. Добро утро и од мене до сите гледачи на Телма телевизија. На самиот почеток ќе прашам каков белег во историјата на Танец остави Симеон Чулев? Белегот на Симеон Чулев во ансамбл Танец можеме да слободно да кажеме дека можеме да го препознаеме во три негови улоги, односно како играорец, како раководител и како кореограф. Како играорец Симеон Чулев беше истакнат играч од прв ред солиста во ансамблот, кој што со неговата виртуозност и појава на сцена зрачеше со достоинство и гордост, и во неговата импровизација никогаш не постоеше простор за грешка. Како раководител, тој беше несебичен ментор кој што не само што го споделуваше искуството на помладите генерации од технички аспект, туку тој како раководител ја пренесуваше вистинската љубов, почит и нега кон македонскиот фолклор. А како кореограф Симеон Чулев беше истражувач на заборавени движења кои што потоа им вдахнуваше живот за на сцената. Каков беше зад сцената со колегите, со пријателите? Симеон Чулев зад сцената која ќе се изгаснаа рефлекторите, тој беше, да кажам, тивкиот авторитет, кој што на фин и одмерен начин знаеше да ни упати позитивна или некогаш и негативна критика во однос на нас во стилот на играњето, но тоа се со една единствена цел за да ние некогаш свесно и несвесно грешиме на сцена, колку и тоа да не се гледа и да не ја забележува публиката, но ние од професионален аспект си ги препознаваме оние грешки и аномалии и тој навистина умееше на фин и одмерен начин да ни укаже како ние како уметници да се изградиме на еден вистински начин како што тој токму тоа го правеше. Симеон Чулев беше навистина еден редок и вистински пријател и колега, родител кој што во него имаше еден ведар дух, кој имаше и свој специфичен начин на хумор, кој што секогаш го упатуваше на негова лична адреса. Чекори што не згаснуваат е насловот на концертот. Верувам дека сите можат поточно да сватат што символизира самиот наслов, но сакам да го слушнеме тоа од вас и се разбира што поточно публиката да очекува на 27 овој месец. На 27 овој месец на сцената на Македонскиот народен театар публиката ќе бидат сведоци на една емотивна ретроспектива. Програмата ќе биде навистина едно вистинско огледало во кое ќе се огледа ликот и делот и професионалниот пат на Симеон Чулев во ансамбл Танец. Содржината на програмата ќе бидат токму неговите авторски кореографии, кои што со истите тие тој самиот го збогати репертуарот на ансамбл Танец, а тие се Охридски игри, Сербез Донка, Лазаренки, Беломорски бисер, на Мегдан и неговата последна кореографија Егека.
Пред самиот крај, бидејќи напоменавте во текот на разговорот дека Чулев им помогол на младите и ги учел, колку всушност тој треба да биде пример за идните генерации кои што доаѓаат во овој ансамбл? Луѓето како Симеон Чулев навистина ги поставија високо границите за нашиот национален идентитет. Да се продолжи патот на Симеон Чулев не е само одговорност, туку тоа е должност за да се зачува еден идентитет на еден народ. Исто така да се разбера дека фолклорот не е само облекување носија, туку тоа е една жива традиција која што се пренесува од колено на колено, преку чекорите кои што никогаш не изгаснуваат, и исто така е токму она што Симеон Чулев не научи, дека орото се игра со душата, а нозете само го следат неговиот ритм. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да го најавиме овој концерт. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека ова вклучување беше добредојдено за нашите гледачи пред самиот крај. Уште еднаш ќе напоменеме дека овој концерт ќе се одржи на 27 овој месец со почеток во 19 часот и 30 минути во Македонскиот народен театар.